А нема човече, ти оде 27.000 евра со европски амин и зем ти Брисел. Таков Брисел не ми треба. Ако 27.000 евра е казна за нематеријална штета. Знаете ли што значи тоа? Дека после идете на материјална штета. И таа може да биде 2.700.000. Имате силос со жито. И некој напише нешто, така? Можете дури да го договорите да го напише. И после тоа некоја будала, а некој судија велелепер, со разноразни школи, академии и така натаму завршени, утре најде една каузална врска меѓу тоа што вие сте го напишале, така? И изгубена добивка. Да, му направил материјална штета. Значи тие 2.700 може да коштат на крај 2.700 милиона. Ако ви имате таква ситуација у Македонија, што очекувате? Ја вчера, например, Јадранка се јавува со фотографии интересни у собранието, кои што у нормални времиња не се прашува дали да се објават. Ние не ги објавив. Еве, ја не ги објавив. Зошто? Затоа што е 27.000 евра. Еве, искрено ви кажувам, не ги објавувам, немам више пари. Поштувани, говори Радио Канал 77. Имате можност да не следите и преку ТВ-тера и на интернет страниците. Ова е дебата посветена на изборниот амбиент во Македонија. Пред воопшто да ја почнеме дебатата, само да подсетам на една тестаментална порака од еден од најголемите македонски новинари. Ние сакаме слободни луѓе, тие збиштина од безарбетници. И тука нема компромис. Таков замина Николче Младенов. Нека му е лесна земјата и ќе го паметиме. Понатаму продолжуваме со она што е наша тема. Поинвестно. Благодарам, колега Чомовски. Значи, ова е дебата во живо на програмата на Канал 77. Се емитува токму од мултимедијалниот центар на Канал 77 во Штип, со многу гости, со многу публика. И добре ни дојдовте сите и секако поздрав до сите оние кои што во моментов се на фреквенциите на нашето радио. И како што рече колегата Чомовски, ова е почеток на дебатата, медиумите и изборите, да се вратиме кон професијата. И секако да почнеме од почеток. Почеток одиме токму со презентација на главните заклучоци од наблюдувањето на медиумите за време на изборната кампања. А тука секако се Снежана Трпевска и Игор Мицевски. Одиме, значи, со првиот дел, колеги, одиме со говорот на омраза. Повелете. Благодарам, Виста. На почетокот сакам само со една реченица да кажам дека ние како висока школа, односно ние што сме истражувачи во високата школа, кога ги правиме овие истражувања, сме свесни за тоа колку новинарската професија е сложена и тешка. И кога соопштуваме овие резултати, во никој случај не сакаме нечија редакцијска политика да осудиме или да изрекуваме некакви, самите резултати да значат изрекување на некакви казни. Она што е примарно за нас, сакаме да укажеме на тоа дека колку што е тешка оваа професија, носи одговорност, носи потреба да се биде одговорен пред граѓаните кога се известува за овие теми. И сакаме да укажеме на најважните стандарди и норми што треба новинарите да ги почитуваат, се со цел да потикнеме една дебата која ќе значи враќање кон професијата, како што и ја насловивме оваа дебата. Три најважни точки се тие на кои нашето истражување укажа. Ќе потсетам, ова е механизам за следење на известувањето на медиумите за време на изборите. Фокус на истражувањето беше од една страна партиско-политичката дебата, од друга страна меѓуетничките прашања. Сакавме да видиме колку во известувањето се испреплетуваат овие две важни теми. И она што го заклучивме досега може да се сумира во три најважни точки кои ќе ги представиме во текот на оваа дебата. Првата точка е колку во известувањето се користи говор на омраза, колку инфламаторен, подпалувачки говор, колку негативна дискриминација кон припадници на етнички групи, стереотипизација и така натаму.
Она што констатиравме дека за жал голем број медиуми како да не ги знаат основните професионални и законски норми за тоа дека говорот на омраза и дискриминирачките пораки смеат и мораат самите да ги ограничат, дури и жестоко да ги критикуваат, независно од каде доаѓаат тие. Кај некои дури има и конфузија дали е тоа некаков облик на цензура или ограничување на слободата на изразувањето. За жал не е доволно јасно дека медиумите имаат целосно право да не го пренесат таквиот говор, затоа што и законските и професионалните норми го бараат од нив тоа. Наку со кои се тие основни норми? Само ќе потсетам на Европската конвенција за човекови права, членот 10. Слободата на изразување е примарна, се вели во членот 10. Најважна, но не е неограничена. Новинарот, тоа значи, треба најслободно да известува за се во интерес на граѓаните, јавноста и целото општество. Но тој самиот не сме да пречекори границата и самиот да го загрози јавниот интерес, да шири пораки што ја загрозуваат сигурноста, територијалниот интегритет на државата, јавната безбедност, или пак пораки што поттикнуваат негативна слика или дискриминираат поединци и групи. Ова е запишано во сите наши закони, а е запишано и во етичкиот кодекс на Сдруженијето на новинарите. Да потсетам само што на еден клучен документ на Советот на Европа од 1997 година, токму за говорот на омраза преку медиумите, каде се вели дека политичарите имаат посебна одговорност да се воздржуваат од изјави, особено за медиумите, кои би можеле да се разберат како говор на омраза, и дека таквите изјави треба да се забранат и јавно да се отфрлат секогаш кога ќе се појават. Добро, благодарам. Тоа беше професорот Снежана Трпевска. Една поголема група на новинари под водство на МИМ и на овој проект на ОПСЕ ги обсервираше и кампањата и првиот круг на избори и продолжуваме понатаму. Јас сакам да направам една провокација за моите соговорници, предполагам и за вас. Еден пратеник вели или тие или ние да се иселат од Македонија, значи или албанците или македонците. Еден лидер на партија во Кичево вели ги повикува македонците да гласаат и да излезат масовно, не баре Кичево исклучиво е македонско, а етничките албанци треба да се иселат. Еден друг лидер не се изјаснува никако. Еден трет лидер излегува со поддршка која сликовито би значила или глас или оружје. И тоа може би експлицитно, па и имплицитно значи еден говор на омраза на кој ние новинарите и новинарските куќи останавме може би имуни на реакција пред обидите за така наречена непристрасност, објективност или чувството да бидеме избалансирани, односно неизбалансирани. За да направам овој вовед, го употребив најжестокиот дел од клучната кампања и мислам дека тука говорот на воинственост обично им припаѓа повеќе на мажите и затоа ќе ми оставам мекоста на моите две дами за крајот на оваа рунда на разговори. Прво Гора Момировска и потоа Лирим Дулови. Колега Чомовски, само Игор Мицевски дел од излагањето околу говорот за омраза, затоа што го најавивме. Можеме потоа како резиме. Повели Лирим. Гора. Добро, поздрав до сите. Јас, Чомовски, би сакал да направам една дистинкција помеѓу однесувањето на медиумите во врска со однесувањето на политичарите, на партиите, со она што нам ни се случува надвор од политичкиот контекст, од политичко-партискиот контекст. Тоа што го прават политичарите, ми се чини дека одговорот зошто го прават тоа, зошто тоа на таков начин доаѓа до јавноста, се разбира, треба да се бара кај медиумите. Меѓутоа, пред се, граѓаните тие кои што ќе треба да одлучат за нивниот начин на изразување, користење на говор на омраза во избори и меѓу избори. Да не се лажеме, во Македонија кампањата функционира не на еден месец пред изборите, туку трае цело време.
меѓу два круга избори, колку и да се тие чести, кај нас се многу чести. Вториот момент е дека медиумите, според мене, направија многу повеќе грешки кога известуваа за работи кои што не се тесно поврзани со политичките случувања. Многу примери имаше последниве неколку недели, почнувајќи да од пред 2 години од Калето, се до денеска во Македонија, пред се во Скопје се случија десетици, можеби стотици меѓуетнички тепачки пред се кај помладите. Јас сакам да зборувам за тоа како и јас со мојата работа во Канал 5 се трудев да ја намалиме штетата од ваквото известување на медиумите, кои што честопати предизвикува нови насилства. Пред 2 недели на преговестите на Канал 5 прозвав еден медиум, што не е типично ниту за мене, ниту за Канал 5, нема да го спомнам сега, бидејќи дел од луѓето таму се навредија, кога обвинија дека македонските медиуми биле виновни за меѓуетничките тепачки за време на последните протести пред владата. Без воопшто да се навлезе во тоа што прават, условно речено, да не се разбере погрешно, другите медиуми, не македонските. Канал 5 во оваа ситуација се реши да не известува за инциденти кои што имаат етнички предзнак, заради тоа што сме свесни дека сите тие известувања ќе придонесат за нови жртви на улиците. За голем дел од моите колеги тоа не е прифатливо, ниту за науката, ниту за меѓународните конвенции, не треба да се премолчат. Меѓутоа, кога ви имате ситуација да секоја ваша вест, извештај за одредена жртва утре ќе предизвика уште 10 такви инциденти, тогаш веќе паѓаат во вода сите стандарди, сите кодекси, затоа што јас лично пред се морам да кажам во своје име зборувам, никогаш нема да дозволам да предизвикам нечие претепување, повредување, можеби убиство. И на крајот, да не должам многу на почетокот, за време на тие тепачки беше нападната моја блиска роднина. Јас живеам во дел од Скопје каде што, го кажав и на код, се повторам и тоа морам да го кажам и пред вас, каде што македонците условно речено се во малцинство. На мојата улица, во моето соседство, што не е воопшто важно за темава, меѓутоа да го разберете контекстот, беше нападната моја блиска роднина. За тоа не дозна никој, ниту во Канал 5, ниту на социјалните мрежи каде што сум многу активен, затоа што сметав дека секоја емоција при известување за вакви работи, а најлесно беше од тоа да направам скандал и да ја снимам блиската роднина, да ја прикажам во јавноста и да предизвикам поголеми тензии и други жртви. Затоа мислам дека во ред се сите меѓународни конвенции треба да се почитуваат секаде каде што има простор, меѓутоа јас во мојата работа се водам од штетата која што може да направам и индивидуално некој граѓанин, се разбира на целото општество. Мислам дека со известување за вакви ситуации без контрола на штетата ќе отидеме многу далеко. Горан Момировски, Канал 5, еден од основачите на Република. До мене седи Лилијем Дулови, основач и главни одговорен уредник на Коха, еден од луѓето кои имаше храброста, условно да кажам, со речникот на предизборието од албанската етничка заедница да говори на македонски јазик и да биде уредник на А1 и да има доблеста да ме ангажира како колумнист. Лилијем, повели како ти делува овој амбиент? Тоа што го каже Горан, се согласувам дека новинарите не можат да ја преземат одговорноста за секаквите излагања на политичариве, особено кога тие се од калибарот на еден премиер па до еден пратеник или министер. Значи ние мора да известуваме. Во однос на второто по-чувствително прашање што го покрена Горан, и јас го делам неговото мислење дека меѓуетничките тепачки, особено во Скопје, последниве години заземаат таков интензитет и често пати и ние како редакција и како новинари сме мислеле како сме биле пред дилемата како да бидеме новинари, а да не направиме некоја поголема штета. И дефинитивно таму нема некоја средина, мора да известуваш, во најмала рака да го отсликуваш тоа што се случило, без разлика на
другите последици за кои што се платени институции во државата и кои по автоматизам, доколку не успеат да ги решат тие случаи, треба да се повикат на одговорност. А ние за жал имаме 2 години од не знам колку тепачки повредени деца, било да се албанци и македонци, до ден денеска ни еден медиум не го покрена прашањево колку има за тоа луѓе кои што се фатени се наоѓаат се однесени пред правдава да одговорат. Но има сепак една голема разлика меѓу албанските медиуми и македонските. Македонските медиуми имаат поголема одговорност од албанците, затоа што нивна публика се и албанците. За разлика од нас, албанските новинари, албанските медиуми, кои што знаеме дека сме хендикепирани и немаме таа предност. Што не значи дека одговорноста е помала, но сепак македонските медиуми мора да известуват и да ги покриват сите настани, особено тепачкиве, а се случува за жал, Горан тоа не го кажа, се случува Канал 5 или не знам која телевизија, се случува да покриват тепачки на македонци, кај што се жртви, и премолчуваат други инциденти кај што се жртви сепак деца албанци. Која е пораката што се праќа со такво известување, бидејќи и албанците се таа публика? Пораката е дека нам не интересира за вашите деца, дали страдат. Тоа е поголем, со тоа се стимулира тие инциденти да продолжат, бидејќи луѓето што ги прават тие нереди се улигани. Обичниот народ мисли па добро и во таа телевизија кај што работат некои интелектуалци, барем тие да размислуваат да ги гледат работите поинаку. Значи, тука правиме грешки, може би понекогаш со желба да направиме добро, но говорот на омраза постоел. Јас во 2001 после конфликтот при една ваква дебата ги имав обвинето, тогаш бев можеби преостар, а македонските медиуми излегов со таква констатација намерно за да ги испровоцирам тогаш колегиве дека се виновни за конфликтот од 2001. Тоа буквално не го мислев, но идејата ми беше дека да, македонската публика навистина не е лишена од слободата да биде информирана за многу работи што се случуваат во другиот дел кај албанското население, а кои што се неминовни за да се создаде целокупната слика за вистината во оваа држава. Значи, зборува Канал 77, следите телевизија Нова, телевизија Тера, како и другите интернет телевизии. Подполувачки говор, негативна дискриминација, стереотипизации кои се појавија за време на изборната кампања. Билјана Секуловска од интернет телевизијата ТВ Нова. Повели, Ива? Благодарам. Го разгледав извештајот. Морам да кажам дека е штета што Нова телевизија не е мониторирана во овој извештај. Ние сме единствена интернет телевизија и можеби еден од ретките медиуми во Македонија што воопшто покрива дебати, интервјуа. Она што е исклучително важно во секое демократско општество и се разбира и во Македонија. Диалозите, диалогот, дебатите не постојат во оваа земја, како најважни демократски инструментки и алатки, знаете и сами, за самото здравје на демократијата, на државата и за јавноста. Знаете дека само преку диалог, преку дебата може да се дојде до компромис во едно општество. Само така може јавноста да биде високо информирана за јавните политики на власта. Само така може таа да партиципира, да учествува во јавната дебата, во креирањето на тие јавни политики, и само така може да влијае, да има влијание и да ги коригира тие политики, да ги критикува, да ги анализира и со тоа да ја мониторира и коригира власт. Говориме денеска за медиуми. Погледнете
каква е медиумската сцена во Македонија и за кои медиуми всушност говориме. Колку медиуми, кажете, еве тука сме сите новинари, аналитичари, ценети, креатори на јавното мислење, opinion makeri, колку медиуми, кажете, има независни, автономни, вистински медиуми. Колку медиуми се затворија во Македонија? Ајде, надва, Шпиц, Кокајре, Време, а 3 не успеа да се отвори заради мистериозни, непознати причини. Колку медиуми станаа провладини? Колкав е нивниот рейтинг и влијание во општеството? Каде стана единствено можно да се биде критичко око, обсерватор на македонската јавност? Кои се тие медиуми? Единствен демократски филтер се интернет медиумите, интернет порталите и социјалните мрежи, Фејсбукот и Твитерот. И се плашам дека многу брзо ќе ни се случи закон за интернет медиуми со кои ќе бидат скршени и затворени медиумите. И со тоа и демократијата. Што се однесува до новинарството и одговорноста на медиумите е огромна, на новинарите. Сите ја знаеме улогата на медиумите како креатори на демократијата, еден од столбовите на демократијата, и меѓуетничките тензии имаат огромно влијание врз креирањето на уредувачката политика и обратно. И се согласувам со колегата Лирим Дулови дека македонските медиуми тешко може да ги покријат тензиите во кои се жртви албанците, но и обратно, заради тоа што, колега Дулови, ние немаме никакви информации што се случува во албанските медиуми. Тоа е наша вина. Да. Но и нивна, заедничка. Јубица Маневска, Манговска, Јубица ви твоите пренесуваат сигурно? Битола има ромско мало, има лојални влашки граѓани власи. Фрапантна ми прозвуча информацијата дека, и пазите, тоа беше повторно ставена со етничка конотација, дека ДУИ и ДПА во Битола ќе формираат заедничка листа на советници, што по дефолт значи дека тие се виновниците за нарушување на граѓанскиот амбиент во Битола. Тамо немаше етнизација, но дали имаше дискриминација и медиумска и политичка, и дали на еден или на друг начин сензибилитетот на кампањата во кој честопати бевме или ја поминувавме границата на говор на омраза беше трансфериран во медиумскиот дел. Љубица, повеќе. Благодарам. Јас мислам дека статистиките и истражувањата најдобро ќе проговорат по тоа прашање, барем кога станува збор за таа локална средина. Иако мора да признам дека сум од они разочараните заради тоа што локалните медиуми не беа фокус на овие истражувања и некако се чувствувам како аутсайдер во овој состав, зашто малку броевите ќе зборуваат за нас, ќе зборуваат за медиумите кои што се лоцирани во Скопје и најчесто оние кои што имаат национална покриеност, а многу би сакала тера да беше вклучена во тоа истражување, заради тоа што ќе можевме врз база на некаква фактографија да покажеме дека балансираноста и приоритетот баш да му се даде простор на различностите да биде нашата силна страна. Кога станува збор за говорот на омраза, ние нашиот испит го положивме на почетокот на овој век, кој што неславно започна со тој конфликт и со немилите случаи кои што Битола ја имаат на таа црна мапа на настани кои што беа поттикнати од точно таков говор на омраза. Велам, ние го положивме заради фактот што Тера тогаш успеа да го канализира својот концепт на забрана на теми поврзани со нешта кои што може да провоцираат поголеми ескалации од оние кои што ги имавме. И од тогаш важи тоа пишано, за некои непишано правило, дека ние не смееме да шириме пораки кои што можат да поттикнат
говор на омраза кој што подосна ќе се реперкуира на поинаков начин и каде што ние како медиуми не можеме да имаме никаква контрола. Јас ќе бидам среќна во Македонија да се случи медиумите да бидат притиснати од динамиката на пазарот, на медиумскиот пазар и да се одлепат од агендите на политичките партии. Тие мора да бидат центри, независни центри на моќ. Нив мора да ги водат собствените медиумски интереси, кои што најчесто треба да ги поврзаме со пазарот, и се разбира професионалната логика. Ако тоа успееме да го совладаме во наши некакви локални рамки, тогаш сметаме дека сме го положиле тестот на демократијата, зашто на крајот на денот ќе заклучиме дека новите политички кампањи, за кои што се надевам дека во вториот дел на дебатата денешна ќе проговориме, кои што ги практикуваат партиите, па и резултат на тоа се овие случаи кои што ги имавме изминативе 2-3 недели, а медиумите ги следат, воопшто не се поволни за демократскиот процес. Благодарам, тоа беше Љубица. Поштувани, пред воопшто вам да ви дадам збор, особено на ова раунд тейбл поврзана за првиот дел од провокацијата, да ви дадам можеби уште една промисла, мотивација за промисла, тоа е дали воопшто можеме да бидеме тротоар новинари кои само ќе наблюдуваме и ќе ја штитиме државата од нивните политички репрезенти на кои им го делегираме сувереното право да владеат, или ќе бидеме новинари кои го имаат правото на формирање на јавно мислење, на своевидна, јасна, прецизна уредувачка политика. Значи, пред вам да ви дам збор, Игор Мицевски уште со неколку назнаки околу сондажот. Да, јас требаше преска да го конкретизирам тоа што Стевана го кажа. Сакав да наведам само неколку примери кои што пластично ќе го илустрира тоа што колегите овдека го кажуваат. И можевме да приметиме дека како напредува предизборната кампања, така овие примери се интензивираат и по фреквентноста, значи по честината на кој што се појавува и по тоа колку беа корозивни тие изјави. Например, имавме вакви примери. Пред 7 години имавме референдум против нивната територијална поделба, со која Скопје, Куманово, Кичево и Струга се албанизираат. Морам, додека ги читам примерите, да се дистанцирам од она што овдека е прочитано, затоа што ниту го делиме, се разбира, мислењето, ниту, односно нашата позиција е тука да ја критикуваме, да го критикуваме тоа што е напишано. Потоа пишува: организација остро реагира на според нив последната кампања за, како што се вели, етничко чистење на албанците од неколку реони на главниот град на, како што се вели, Фиром. Примерите се бројни. Овие се само два кои што се извадени од целокупното истражување. Затоа, ако ми дозволите, би поставил тука две прашања кои што се надоврзуваат на Лирим околу одговорноста. Чија е одговорноста, нели? Се согласувам со се што кажувате. Овој аргумент го имаме слушнато многу пати досега. Дека аргументот е дека медиумите кои што пишуваат на македонски јазик имаат поголема одговорност заради тоа што и се обраќаат на целата читателска публика. Меѓутоа, ако на овој начин направиме ограда околу одговорноста на целокупниот пейсаж во Македонија, односно целокупниот број на медиуми, односно и на медиумите на албански јазик, зарем не мислите дека така ние креираме паралелни вистини, вистини кои што апсолутно никако не се допираат? Тоа е првата забелешка, првото прашање кој што сакам да го поставам. А второто е, сето ова што ние го гледавме и го наблюдувавме во претходниот период, нам и мене лично ми личи на политичка иницијатива за етно мобилизација. Сега, ако за политичарите етно мобилизацијата е некој тип на искалкулиран, пресметан чекор да се направи, се прашам што е етно мобилизацијата за медиумите. Дали е и за медиумите калкулиран чекор, или пак се работи за условен рефлекс на кој што тие реагираат? Ама имам впечаток дека малку се фокусираш на Лирим, како да го забораваш, Горан, дека се постаи во ситуација... Јасно, второто прашање беше до Никола. На своевиден тротоар наблюдувач, условно да кажам, бидејќи треба да ја спасува државата од етнички
судили и затоа не објавува информации. Лилим и Горан, повели. Ова за фирм, за кого се однесува? Еден од медиумите се разбира, нема да го именуваме, не е ништо конкретно, само е извлечен пример од она што го наблюдува. Во сериозните медиуми на албански јазик немаш таков израз кој што некој употребува. Затоа баш ме интересира кај е видено. Ако збориме за некој портал, тоа е нешто друго. Трето се случува, бидејќи албанскиве медиуми, може по грешка, понекогаш пренесуваат колумни од познати колумнисти од Албанија. Има по некој од нив што го употребува тој израз. И по инерција, со никаква позадина, се случува да се пренесе по грешка, да не се запази, да не му се посвети толку внимание на тој детал. Инаку, општо, треба да знаете дека, например, во мојата редакција, работат албанци и македонци. И таа коегзистенција за која што јас се ангажирам, таа функционира во нашето секојдневно работење и имаме некои, и тоа е добар модел да и за другите редакции, затоа што знам што придобивка имаше и телевизија во која што работевме неколку години А1, од како луѓево се зближија и се запознава пред се први новинарите од други етнички заедници меѓу себе, па после за нив беше полесно и да знаат како и да ја работат својата професија. Горан, 1,5 минута на моето обвинување. Нема да се бранам се, ќе продолжиме дебатата. Во право си кога кажеш дека мојот став е третоарски, ако тоа алудира на нешто друго третоарско. Меѓутоа, навистина е многу тешко да се биде медиум денеска во Македонија, не само заради партиските политички притисоци, заради финансиските притисоци, заради нивото на кое што спаднавме ние новинарите, објективни да бидеме искрени. Едноставно не можете македонските медиуми да ги третирате, да ги гледате како нешто издвоено од општеството, и тоа многу често ме иритира кога кажат вие медиумите сте лидери, вие треба да ја смените државата, вие треба да ги промените работите. Согласувам, точно, треба да бидеме лидери, и тоа не можеме да бидеме нешто суштинско спротивно на она што ни се случува во државата. Да не навлегувам тоа што се случува во последниве 20 години во Македонија и претходно, меѓутоа јас памтам од крајот на социјализмот, од почетокот на независноста на Македонија. И сега одеднаш и друго, кое јас како новинар го имам како став. Ние новинарите дозволивме да биедеме на тој пиедестал затоа што ние така дозволивме. А дали сме тротоарски новинари? По некој пат сите веројатно доаѓаме во ситуација да бидеме тротоарски новинари, меѓутоа убаво и кога од страната на тротоарот ја посматрате состојбата, па правилно ја известуваме низ етерот, нели, што го велиме, медиум. Македонија има политички амбиент што мислам дека е коректен, изборите покажаа дека македонците, оној народот македонски, без разлика од кој етникум припаѓа, знае да почитува избори, знае да го скаже својот глас каде и како сака да оди Македонија. Новинарите треба да ја помогнеме Македонија да ги отвориме портите кон Европа, а не да се критикуваме дали во малото се степале луѓето. Убаво е да ги кажеме вистините и да ги снимаме луѓето кои и како се повредили. Меѓутоа, новинарството во Македонија најмалку е тротоарско, а звездите кои народот ги гледа како звезди низ Македонија, треба да се научиме да не говориме дека имаме ваков и таков медиум во Македонија. Според Зоран Зарински, сите медиуми се македонски. Благодарам. Добро, благодарам. Немам право на полемика. Има ли уште некој? Тука сме... Да, Благодарам. Да се представам, јас сум Билјана Казанчиска, пратеник во парламентот на Република Македонија. Најнапред бев поттикната да се јавам, испровоцирана од реченицата на Никола Младенов, доајенот во новинарството, каде што вели: јас немам 27.000 евра, нема фотографии, бидејќи немам пари. Од што е предизвикана една ваква реакција не само кај него, туку кај сите новинари. Да не го заборавиме последните измени на кривичниот законник, каде што доколку некој од нас, јавните личности или било кој граѓанин, само се посомнева
или се препознае во некој текст, тогаш одговара новинарот, медиумот и собственикот на медиумот. Овде прашувате дали новинарството се сведува на тротоарско новинарство, последни вакви ригорозни закони, последна ваква немоќ, не е ни чудо што новинарството во Македонија ќе падне и на такви рамки. Дали некој од вас... Гласавте за тој закон? Не. Зошто не бевте присутни во политичката дебата да го спречите донесувањето на тој закон низ реална демократска процедура? Во политичката дебата, онаму каде што се водеше во парламентот, остро се спротивставивме на овој закон, не гласавме, 3 дена упорно обидувавме да не се уништи така малку независното новинарство во Република Македонија. Но знаете што се случува таму со моќта на двата прста и како се гласаат законите. И доколку некој мисли на новинарите, дали некој одговараше за 24-ти, кога брутално новинарите беа isfрлени од галеријата во Собрание. Дали некој од новинарите е запознаен, дали го знаете новиот закон за медиуми? Еве, јас како пратеник се уште немам можност да го разгледам, една добро чувана тајна во фиока, новиот закон за медиуми. Не можам да кажам дека во Македонија веќе има независно новинарство. Бидејќи, погледнете ги последните извештаи кој највеќе добил од реклами. Ја гледав и последната седница на Советот за радиодифузија, овде го гледам и еден од представниците каде што жестоко се бореше за оние прекршувања на законот за време на изборите, кога кандидати за градоначалници се појавуваа ја злоупотребуваа функцијата своето работно место во предизборна дебата. И на кој што му се случи. Значи, се додека власта е главен и одговорен уредник на највлијателните медиуми во Македонија, не можеме да говориме за независно новинарство. Благодарам. Јас во принцип не ја сакам синтагмата независно новинарство. Нема некаде, ни во светот веќе нема независно новинарство, има професионално и барем одговорно и приближно избалансирано новинарство, но партиски или медиумски веќе одам на таа флоскула не важи. Има ли уште некој кој сака да каже збор? Бранко, изведе. Не, ако ме фаќа за тавтологија ќе спориме, но останувам на ставот дека нема независно новинарство. Тавтологија е друго. Нема приближно независно или новинарство или не. Другите придавки од типот на, не знам, истражувачко, тие се увезени работи кои што не ни служат многу на чест. Но јас сакам нешто друго да проговорам овде, а тоа е имено колку сме ние подложни на начинот на говор на политичарите. Имено сметам дека ако политичарите во својот говор на омраза да користат квалификативи што се надвор од улицата, мислам дека новинарите не се тие што треба да ги повторат. Едната работа. Бидејќи и политичарите би требало да знаат дека за некои работи не треба ич култура, а и така ја немаат, туку треба со мал физички напор да запрат тогаш кога ќе речат за некој, да речеме, сега слушате на шарлатан. А во иста демократска позиција се мајцата треба да кандидатите за исто место. Онде кај што Горан говори за тоа дали да се информира или не. Не може да не се информира. Не може. Дури и без оглед на тоа дека станува збор за емоции. И да не заборавиме дека емоциите се една од основните компоненти во структурата на градењето на социјалните ставови, биле тоа лични, биле тоа групни или па може би и колективна свест. Благодарам. Благодарам, Бранко. Дали има уште некој или да имаме коментари? Тука повелете, има уште доста, да. Уште вие тројца, па една втора рунда на тематски приказ, па повторно заедно. Да, сосема накратко.
Јас ќе тргнам од оно што го кажа господинот, чија е одговорноста. Но пред тоа, за оние кои не ме познаваат, да кажам дека јас сум дописник на вест од Штип. Инаку до лани, односно до полани, бев вработен во Штипското радио, едно од најслушаните и најпопуларни радија во Македонија, барем во тоа време. Но веќе после 35 години не сум таму, не по моја волја, туку по желба на други. А конкретно за ова што зборувате за темата, изборите, колку што јас имам сознание, бидејќи натаму сум новинар, зборувам за Штип, не за Скопскиот или некој друг спецификум што го вие тука кажувате. Според моје сознание во Штип кампањата оваа година помина фер и коректно. Медиумите информираа, според моје мислење, оноко колку што активност имаа самите партии, самите кандидати за градоначалници, односно кандидатите за советници. Исто, според моје мислење, и тие, сите локални медиуми, фер и коректно и максимално се придржуваа на информирањето на изборната кампања и можем да кажем дека тие ја исполнија својата задача професионално, како што вели Чомовски. Тоа е моје мислење, а оно што го кажав за одговорноста, чија е одговорноста. Има случај во Штип, електронски медиум, каде не може да се бара одговорност. Затоа што во тој електронски медиум, кој исто така беше вклучен во изборната кампања, информираше за сите тие активности на партиите, на кандидатите. Меѓутоа, ако некој бил незадоволен од информирањето, нема да побара од кого одговорност од тој електронски медиум. Некои од Штип може би препознаваат за кого се зборува, но важно е дека тој електронски медиум нема одговорен уредник, нема вработен, нема директор, а сепак беше вклучен и во етерот и информираше за изборите. Чисто вака како прашање или како сознание, дека за жал еве во вакви изборни важни моменти се вклучува и такви медиуми и никој не може од некого да побара одговорност, бидејќи таму нема правна форма ниту еден вработ. Ако добро ве разбрав, значи нема фер и демократски медиумски амбиент, а имало фер и демократска политичка кампања. Уште еден суговорник од таму имам. Јас сум Иван Бојачевски, веројатно најстариот новинар во оваа сала. Ја би сакал сите да бидат постари од мене, но очигледно дека не може тоа да биде. Мислам дека дебатата е медиумите и изборите. На почетокот слушнав една флоскула да се вратиме на професијата. Не добив одговор дали ние како новинари, како медиуми сме ја напуштили воопшто професијата. Ако е напуштена, кој тоа го направи? Јас не можам да се сложам со некои дискутанти дека медиумите добро си ја одиграа својата работа. Јас мислам дека многу валкано игра и тоа најугледните медиуми. Вие знаете дека околу 90% од информациите граѓаните ги примат од телевизиите. Околу 9, нешто помалку од 90. Околу 8,5% од вестниците и само 3,5% од радијата. Тука се поставува прашањето која беше функцијата на најгледаните, највлијателните наши медиуми, не ги абстрахирам ни другите, во целата изборна кампања во Република Македонија. Едно можам да се сложам со господја Манговска, дека и овие избори не беа локални избори. Овде локалните медиуми речи немаа што да прават. Македонија мора да научи што е локално, што е државно. Ние не го научивме ниту сега, ниту го практикувавме. Јас можам да кажам дека 90% од информациите поврзани со мојот градоначалник во Штип, со градоначалникот на Битола, ги добивавме од Скопје, не ги добивавме од Штип. Не ми е јасно која е поентата на целата една таква изборна кампања во функција на медиумите. Втора работа што сакам да кажам. И овде ќе завршам. Дали некој вчера во 16 часот ги гледаше вестите на телевизија Сител и дали ги гледаше вестите на телевизија Телма? И може ли некој да стане конкретно со име, со презиме, со медиум, со уредник, со газда, да каже кој во оваа држава го уништува слободното, јас велам слободно новинарство се уште постои, иако да го подсетиме Николче Младенов даде една многу убава изјава,
му објавија вестниците кога рекол ми се иде да напуштам се, да фрлам професија и да фатам нешто друго да работам. Но пак се вратил на професијата затоа што бил слободен новинар и затоа што знаел колку таа слобода е важна, не е за него, за нашето општество. Ако повторно се враќам на она, дали ние и се треба да и се вратиме на професијата. Лично никош не сум ја напуштил. Лично знам многу мои колеги кои никош не се напуштиле основните и професионални и морални принципи на професијата. Но на овие избори најголем дел од медиумите ја промашија својата функција, својата улога. Не знам зошто правиме вакви дебати, ако немаме анализа кој медиум, повторно, кој уредник, кој собственик го правеше тоа. Не го прави на штета на новинарството, го прави најмногу на штета на општеството. Оваа држава нема да може да оде напред со вакви медиуми, со вакви новинари и со вакви газди. Тоа е мојот став и сум спремен за дебата на секоја тема во однос на овие прашања. Благодарам. Мислам дека има уште еден колега или учесник. Јас не сум новинар, јас сум слободен уметник, музичар, меѓутоа чест ми е што сум дел од оваа дебата, случајно бев повикан, бидејќи главна тема на вашата дебата беше говорот на омрза во медиумите. Лично, се викам Горан Жанјолов, лично мислам дека овие вести или говорот на омрзата се пушта во одредени моменти кога треба да се скрене вниманието на граѓаните од некои ситуации. И овде не можам да се сложам со Горан Момировски од ТВ Канал 5, бидејќи треба во одредени моменти нешто да се премолчи или треба да се даде. Објективно говорот на омраза го создаваат одредени условно наречени независни медиуми кои што за жал продираат и во најоддалечените делови од нашата мала и мила татковина, без разлика до кој граѓани ќе стигне. Ние знаеме дека моментално на овие во предизборието и во овој втор круг какви валкани медиумски кампањи се прават во отстранувањето на одредени личности, бидејќи се ова локални избори кога се бираат ликови на одредени општини, а не се бираат политички опции. Мислам дека целата она медиумска машинерија е ставена само во улога на промотор на одредени политички опции кои можеби можат многу да понудат, меѓутоа најмалку се нуди на градење на оние меѓунационални односи, односно она кај што е најкревко нашето општество, а тоа е дуелот кој ќе биде после 20 години, кој население ќе биде доминантно, македонското или албанското. Го почитувам и почитувам изјавата на Лирим Дулови, бидејќи македонските медиуми имаат поголема одговорност затоа што и албанското население можеби делумно меѓутоа го разбира македонскиот јазик. На таа сметка македонското население многу малку или воопшто не го познава излагањето во албанските медиуми, така да сметам дека која одговорноста на ќе прозвам, веројатно ме снимаат, на телевизија Сител, кога ваш колега, познат уредник, веќе доктор на науки, толку многу го злоупотребува неговиот медиум Сител, што мислам дека веќе е одвратно да се пушта таа телевизија, на сметка на тоа што само се фаворизираат одредени и политички личности и одредени политики на одредени партии. Сметам дека овие медиуми кои што достигат до секој човек во оваа држава треба малку да ги избалансираат нивните вести, нивните ексклузивности и повеќе да обрнат внимание на општественото живење, односно во овој втори изборен круг да се фокусираат во оние општини каде што воопшто ќе има втор круг и да видат какви се работи се случуваат, на кој начин се придобиваат гласовите на овие следни избори. Благодарам. Добро, ја имам една мала, само ситна корекција. Мислам дека ТВ Сител не е представен како ТВ Канал 5, иако ние направивме обид господинот Драган Павлович да биде присутен овде. И би ве замолил од колегијалност да не влегуваме во перцепција на дискредитација без соедно право на збор. Прашањето кое може би е индикативно, а мислам дека сега моите драги колеги тоа би требало да го одговорат. Дилемата зошто овие
избори за општински челници ги поминаа границите на локално? Дали затоа што двајцата македонски лидери говореа за референдум? Дали затоа што нивната непосредна и директна политичка пресметка ги помина границите на локалното и се претвори во битка за политичкиот бастион во Скопје? Колку и на каков начин тој нивен товар на меѓусебна нетолерантна динамика на кампања, на говорење влијаеше меѓу другото и на медиумските перцепции, и на граѓанската перцепција и така натаму. Кој прв на оваа тема? Билјана? Нема, ајде да ја дадеме збор на... Добро, повели. Можам само во неколку збора дека кампањата апсолутно ги премина границите на локалните избори. Всушност тоа беше кампања како не за парламентарни, туку за живот и смрт. Ја цитирам мојата колешка од Нова ТВ, Сашка Цветковска, која беше во Кичево, го покри гласањето дента. Но она што е многу значајно е покривањето на изборната кампања и каков одглас имаше од страна на политичките партии, колку не им се воопшто важни медиумите, односно јавноста, не им се важни оние медиуми за кои сушто сметаат дека се потенцијална опасност и веројатно сметаат дека се влијателни. Примерот еве со Нова ТВ и нашата интернет телевизија доставивме барања за дебати на владеачката партија и на најголемата опозициона, одружената опозиција, барања за дебати, барања за да бидат наброени проектите, кои 10 проекти кои би им биле најважни, се разбира дека не добивме одговор. И имаме една сторија многу кратко, две реченици, погледнете ја сторијата на Нова ТВ за дебатата која требало да биде организирана од Националниот институт за демократија од страна на македонската телевизија, но ценет колега Чомовски работеше од таму и таму работеше и од таму си замина заради причините кои сите ги знаеме. Значи не била дозволена дебата на владеачката партија, на кандидатите на владеачката и на опозиционата партија, организирани од Институтот за национална демократија, од човекот кој организирал кампања на Мит Ромни, на Барак Обама и на Тадич и на Николич. И нас попаднале видите за таков вид на дебата. Ливица, повели? Би позборувала и за дебатите, ако има шанса малку подоцна. Јас ќе се навратам на прашањето дали овие избори ги премина границите на локални. Јас мислам дека од нашето искуство од 1993 од кога постои ТЕРА до денес има огромни трансформации, барем кога станува збор на текот на изборните процеси. Прво имаме промени во политичката лојалност или ајде да бидам поконкретна партиската лојалност. Тука слушнав дека има и представници од одредени политички партии. Ние веќе неколку години назад, а овој пат многу експлицитно гледаме дека нема лојалност кон идеологијата на одредена политичка партија, без разлика на кој блок припаѓа и главно концептите се креираат врз основа на јавното мислење. Исто така една од големите причини зашто овие избори ја надминуваат сферата на локалните брзиот развој на технологијата, што од друга страна е добро затоа што пораката стига на побрз и поефикасен начин до јавноста. Причина има и развојот на пазарот на медиумите, меѓутоа и сосем другото ниво на политичкиот маркетинг според мене. Гласачите се уморни и скептични од политиката. Тоа политичарите добро го знаат и затоа својата алокација прават на еден сосем поинаков начин и можеби тоа е главната причина што новинарството е жртвувано на олтарот на сензационализмот и жолтилото кое што се повеќе и повеќе владее. За мене трендот на негативната кампања трае и со тоа се
продлабочува јавниот цинизам и можеби таа е една од големите причини што топката е подигната на многу повисоко ниво и малку зборуваме за локални теми, спинот доминира и главно некако изборите ги наблюдуваме како коњска трка. Благодарам. Лилин пак горе. Тука се покрена многу работи. Ајде да биде искрени да збориме вистината. Дефинитивно во Македонија се нарушени многу баланси во сите сфери. Сега ние ги детектираме слабостиве на медиуми, информирањево и прашањево е просто. Дали новинарството има сила да се избори за тоа што заслужува. Епа да ви кажам искрено, сум пробал и сам, и преку медиумот, и преку здруженја, и дефинитивно сум дошол до заклучок дека на новинарите им треба помош. Сами не можат да ја бијат битката, за да се подобрат условите од секој аспект што влијаат во нивната работа, од економскиот, од политичкиот, од сите аспекти. Дефинитивно новинарите веќе немат можност да ги сменат некои работи во државата. Јас пред да почне дебатата на едно телевизиско соочување имав една сулуда идеја. Предпоставував дека вака Валкано ќе се игра и реков дека единствен спас во сегашната констелација медиумска, материјална и така натаму, бидејќи се работи за локални избори, медиумите на национално ниво да не публикуваат реклами и извештај ако не се врзани за проблемите од локално рамниште и по дефолт да не ги пренесуваат политичките водства и лидери. Но очигледно дека беше сулуда идеја. Повелете. Кога реков преска дека медиумите не можат да ја сменат општата ситуација, се надевав дека некој од вас овде ќе ми рече не си во прав, како што за други работи ми рековте. Меѓутоа сега Лилин кога се согласи со мене индиректно, некако сум разочаран, меѓутоа тоа само потврдува една тешка ситуација која што се наоѓаат медиумите и за која што очигледно дека ни треба многу голема помош. Пред да продолжам понатаму, само една дилема ќе поставам овде. Што ќе се случеше доколку при донесување на новиот закон за медиуми опозицијата, се разбира власта е генерално одговорна за целата ситуација, најмногу меѓутоа опозицијата, што можеше да направи кога се носи законот за медиуми? Знам дека 6 пратеници од опозицијата гласа против, останатите сите беа воздржани. Што ќе се случи до кога тогаш опозицијата излезеше и прогласеше бојкот на работата на парламентот? Само како дилема, мислам дека тука многу ќе ни помогнеше на сите нас. Инаку, не знам зошто воопшто разговараме за ова прашање, зошто локалните избори изгледа како битка за, не знам, историска битка, Армагедон. Што можеме друго да очекуваме, кога претходно со месеци бевме сведоци на кампања од сите политички субјекти, работно лето, перманентна кампања на ВМРО ДПМН, кога локалните избори, исходот од нив, се сеќавам добро на условите, еден глас повеќе за опозицијата требаше да значи парламентарни избори. Значи, воопшто тука немам никаква дилема зошто се случи ова што се случи на овие локални избори. Не можете да очекувате да партиите, без разлика дали на власт или во опозиција, ќе седат мирни и ќе се однесуваат според некакви кодекси, елементарно барем според закони, кога на овие локални избори беше создадена слика дека се работи за иднината на државата, настрана на тоа дека се работи за иднината на некои лидери. Она што може да ја откочи целата ситуација, да го раздвижи запчаникот во Македонија, дефинитивно според мене, тоа го кажав пред 2 години, пред 1 година, е промени пред се кадровски во одредени партиски структури. Јасно ви на кого мислам. Лидерот на СДСМ Црвенковски според мене мора да се замине. Единствен легитимен начин да се разговара за медиумите и за Македонија во иднина е да има промени во некои од партиските структури.
според мене прв што тоа треба да го направи е лидерот на СДСМ Црвенковски, за да може да се отвори целата понатамошна процедура за промени во други структури и генерално за промени во начинот на размислување и на делување на партиите. Појасно од ова мислам дека... Ја мислам дека Латас не бил тука присутен, ама очигледно дека ни се појавува варијанта на некаков партиски... Може, повели. Значи, проблемот со медиумите во Македонија не се притисоците од страна на председателот на СДСМ Бранко Црвенковски, проблемот на медиумите во Македонија се притисоците на владеачката партија. Благодарам. Добро, пред да ви дадам збор малку да земете здив, професор Жана, уште минута и пол за една друга кошничка на наши согледувања, односно на согледувањата на истражувањата. Повели. Добро, таа друга или втора кошничка е директно поврзана со ова сега што се отвори, проблемот на недостаток на политичка дистанца на медиумите од политичките субјекти. Проблемот на политичката пристрасност и дел од забележувањата наши во таа смисла беа дека некои медиуми тенденциозно, крајно непрофесионално навлегоа, поради таа политичка пристрасност, навлегоа во некакви облици на политичка демонизација, значи демонизација на одредени политички субјекти. Јас само ќе го прочитам делот од Кодексот на новинарите на Македонија, член 14, кој вели: новинарот мора да обезбеди професионална дистанца од политичките субјекти. И уште еден мал цитат од иницијативата за етичко новинарство на Меѓународната федерација за новинари: новинарите треба да избегнуваат надворешни интереси и поврзувања кои може да наштетат на нивниот углед и на нивната непристрасност, интегритет, правичност во известувањето. И особено вели Меѓународната федерација на новинари, тоа важи за новинари кои се популарни, познати презентери, кои на телевизиски програми, имајќи го предвид големото влијание на телевизијата, некој добро овде забележа дека телевизијата има огромно влијание. Кај нас податоците говорат дека телевизијата се уште има многу висок досег, дека голем дел од публиката од таму се информира, но исто така, но тоа не е предмет на оваа дебата, голем дел од публиката бега, како што рече Ива добро, по новите медиуми, бега од политиката во традиционалните медиуми. Сите сме свесни дека медиумскиот пейсаж е од политички аспект хегемон, што би се рекло, знаеме, и точно прашањето што го покрена и Горан, медиумите сами не можат да направат многу. Тоа е последица на нешто што се случува во оваа сфера повеќе години, со целата слика што имаме. Но да се вратам на стандардите. Има разлика меѓу електронските медиуми и печатените и онлайн медиумите. Електронските, особено телевизијата, имаат најголема одговорност да обезбедат и баланс и непристрасност. Тоа во регулацијата на радиодифузијата се нарекува демократски цели. Треба да се обезбедат демократски цели во радиодифузијата. И за тоа мора да се грижи регулаторното тело кое ги наблюдуваше овие избори, некој побара анализа, нели таа анализа е објавена, треба да се види временскиот баланс каков е, а нашата трета анализа, сега не можеме да ја презентираме, ќе биде на крајот од април, ќе се фокусира на начинот на кој медиумите квалитативно, значи како ги врамуваа политичките субјекти. Тогаш ќе го видиме тој аспект. Благодарам многу. Може да... Не, ще ми се допаѓаат вакви отпосте ситуации. Знаете, доблесно ќе беше за сите новинари, зборам, многу ќе му помогнавте и на Бранко и на СДСМ ако пред ова да се случи, тоа го кажев. Исто така многу ќе му помогнете и на Груевски ако кажете што му чини, ама и што не му чини. Сега, кога на хоризонтот е огромен, ако ќе почне да се губи хоризонтот, сите фраери ќе бидат тоаш. Оди си, Груевски, оди си. Сам не бранам никога, меѓутоа зборувам за една доблест што треба да биде основна нишка во новинарското работење, да го кажеш тоа кога никој не сака, се плаши да го каже. Околу изборите прашавте, нито претходно ќе кажам нешто за починатиот колега Младенов. Последниот пат кога се видовме, кажа, знаеш,
Многу е мачно и тешко да видиш против ветрот секогаш. Ама многу е и сладко, затоа што чувствуваш дека ти се плашат, иако си толку мал, повеќе од што се плашат и од бароси и од филе. Мислам дека тоа треба да биде основа на некој оптимизам, некоја борба, па макар ја нарекли и лудост. Добро, може само уште нешто за изборите, или? После. И уште нешто, Младенов прочитав една реченица, вели, јас сум оптимист по природа, песимист по општество. Јас сум обратно, јас сум оптимист по општество, затоа што природата си има своји правила. И тие правила може општеството да ги смени и да ги натера да бидат подобри, за да не се случи некој вртлок, некој поплави и така натаму. Околу изборите легитимно е да се користат паралелно и националните и локалните теми, особено кога имате локални неугледни, немоćни кандидати, па и неграмотни, особено кога во Кичево нема ништо ни Л од локално, особено кога на Ахмети неговата национална па и интернационална аура е пресудна за добивањето на изборите, а не локалните моќници. Најголемиот негативен одраз од овие избори, а мислам дека и изминатите 2-3 не беа ништо подобри, како доста темен печат за македонските новинари е една друга работа. Политиката се повеќе е производ. Особено на овие локални избори се изнеслушавме една понуда, една лепеза на милион производи. Никој од новинарите не направи критички осврт на остварливоста, на цената на тие производи, остварливоста на ветувањата. Тоа е суштината. Јас и американските избори, српските избори гледав. Имаше толку детални објаснувања на ветувањата во програмите, што му ја отвара сликата на секој гласач до детали, за да знае кој лаже, кој не лаже. И затоа морам да го пофалам Клековски, мислам дека имаше една колуна во која што вели: јас сум за подземниот влез и излез, нели, од кај влада до Народна банка, но треба да се направи анализа колку ќе чини, колку би чинело да нема некои анекси и така натаму, но сум против нападините на водно да се прават скијачки патеки заради тоа и тоа. Дали таква работа слушнавме? Одиме секогаш во некои работи, на крајот на криштата, ако ги читавте, ќе реобјавија тие постулати. Тоа што се објавил Клековски сме го прочитале, нема потреба да... Уште нешто што не сте го прочитале. Само да ти кажам една реплика, да. Бидејќи ја заговараш теза дека е нормално у една европска Македонија на централно ниво да се разговара за локални ниво. Ние сме балканска крчма. Замислите го тоа во Штутгарт, во која 100.000 граѓани бореа битка за реобновата или изградбата на новата стара железничка станица, во време во која Меркел на ниво на Германија ја продаваше приказната за спас на еврото. Се обида да дојде во Штутгарт и рекоа не. Те молам, не, на овој младиот господин, да. Не, мислам дека е него, повели. Благодарам. Конечно. Илија Митров, председател на Центар за комуникација ВМРО ДПМН Штип. Ви се представив за да можам, односно да знаете дека информациите кои што ќе ви ги дадам, ги работам веќе долго време, значи ова ми е петти изборен циклус, каде што се занимавам со пратење на медиумите. А во вториот дел ќе се обидам да дискутирам како граѓанин и да ви кажам лично дека негативно сум изненаден вас лично, бидејќи очекував повеќе, поголема анализа, затоа што ве сметам за делот, врвот или кремот на новинарството во Македонија и лично ми смета да и вие насочувате на една или на друга страна тезата, но сепак овде сме да си ги кажеме личните ставови и можеби и официјални бројки. Значи во однос на изборите еве генерално за Штип, сметам дека и во државата народот си го каже своето. Тоа е едната работа која што не смеете никој да ја занемарите. Не можеме да кажеме дека значи во секое политичко општество има избирачи кои гласаат и кои ќе си го кажат својот глас. Дали биле пресирани од некој, дали биле малтретирани од некој, дали, значи тоа се дали прашања кои што во еден случај, кога ќе го видите завршниот изборен резултат, ќе ви каже нешто друго. Мене никој не може на никој начин да ме натера што да правам.
И јас знам кога ќе влезам таму во ќошето за кога ќе го дадам мојот глас. Зошто го зборам ова? Од медијат планот, кој што беше даден од Совет за радиодифусија, во кој што го подпишаа сите политички партии, јасно на локалните медиуми и на радијата и на телевизиите, беше испочитуван планот до максимум. Значи во вестите подеднакво добиваа временска рамка и едната политичка партија и другата. И едниот кандидат за градоначалник и другиот, значи во делот на вестите. Во делот на платеното политичко рекламирање се добива временска рамка во однос на она што политичките партии го закупили како термин. И тоа беше на максимално професионален начин пренесуван од медиумите и овде не гледам никаква разлика во однос на тоа кој добил повеќе, а кој добил помалку. Значи, она што одеше во етерот, одлучуваа самите политички партии што ќе дадат, кои клипови ќе се презентираат и како и на каков начин ќе биде тоа. Исто како што кандидатите за градоначалници, односно листите за советници, си имаа свој начин на допри до граѓаните и да го кажат она што го мислат и она што го сакаат. Значи, што се однесува до Штип, најодговорно ви тврдам дека медиумите најпрофесионално си ја завршија работата и дека во однос на тоа политичкиот етер во однос на кампањата, односно електоратот, беше обземан на најфер и демократски начин. На денот на изборите течеше се регуларно, со неколку мали неправилности каде што на некои места не беа отворени заради овие билборди и плакати, кои што до моментот на отстранување не се отвори избирачките места и натаму продолжи процесот до 19 часот за да заврши така како што е. И како единствен факт за оваа работа е што вчера, заклучно со вчерашната дата, Општинската изборна комисија во Штип ги одби сите жалби до не од сите политички партии, така да официјално и во Штип изборниот процес е завршен максимално коректно. Би сакал понатаму да ги спојам двете прашања на Секуловски и Момировски, а тоа е дали има независни медиуми и односот медиум политичен. Мојот став е дека во Република Македонија сите медиуми се независни. Тие внатре во нивниот менеджмент одредуваат што и како ќе работат. А новинарите што ќе пренесат и како ќе го пренесат тоа. Како што политичарот треба да мисли што зборува и каков ефект ќе допринесе тоа кога ќе излезе во јавноста, и ја има нели таа политичка одговорност за тоа, исто така сметам дека и медиумот, и го поздравувам фактот што Горан вели дека не требало да се пренесе тоа, заради тоа што размислува да не пренесе и некои други импликации од таа работа, односно да настане уште поголем проблем од тоа. И затоа сметам дека медиумите треба да имаат начин на водење на таква политика и да се внимава сепак што гледаме на телевизија и што би можело тоа да допринесе понатаму. Во однос на тоа, во однос на тоа, сакам само да спомнам дека згаснувањето на еден медиум како што е еден, лично Ајде, јас сум од Ајден, да не правиме... Добро, еве не правиме од Ајден. Не, само сакав да дадам споредба. Извештајте, пратите ги до центарот. Добро, само сакав да дадам споредба. Морамо желба да ги чуем критиките на наша адреса, за да... Не сакав тоа да го кажам, би сакал само да ме дослушате. Значи, кога се створи во Република Македонија да еден медиум прави една политика на зафаќање на една страна, природно се појавија медиуми кои што ќе може да ја зафатат и другата страна. Сакам само да дискутирам реално како граѓани на политички. Значи, од тој контекст, природно треба да очекувате дека кога некој ве напаѓа, друг ќе се најде што мора да ве брани. Тој момент не треба да го забораваме. Затоа одлучуваат и новинарите и менеджментот на телевизиите, така? Значи, без разлика јас дали сум на власт или дали сум опозиција, како граѓанин, она што ќе го гледам на телевизија, секогаш гледав Ајден, па вратев да видам што ќе каже Ситител. Верувате? Сега Добро, веќе благодарам. Добро, благодарам. Сака да ми го грабнат микрофонот. Не треба да ми го грабнат, бидејќи јас Не, јас сакав на младото момче само две работи да му предочам, односно на колега, бидејќи не рецензирате. Две заблуди кои ги имате. Прво, или живеете во собствениот свет на илузии и мислите дека ние сите новинари сме морони и не знаеме што е уредничко менеджирање,
не знаеме што е економска база и што е моќ на власта. Тие три компоненти кои ќе ги споите, ќе се дадете одговор каков ни беше медиумскиот амбиент за време на изборната кампања. Но тоа е во прилика кога вие, како идна генерација, заедно со вашиот шеф, ќе предпоставите дека во демократскиот амбиент еден од основните принципи е да бидете дел од јавното соочување на аргументите, а не од митингашката атмосфера. Има ли уште некој? Да, добро, поведете. Чекајте, кажете му уште колку имаме време. Имаме до 14, меѓутоа можеме да продолжиме до 14:30, да ги одложиме вестите за 30 секунди. Како ќе сакате, така. Тоа вие Канал 77 и ТВ-тера решават, ја не. Добро, повелете. Аце Коцевски, кандидат за градоначалник на општина Велес. Не знам зошто се изначудувате, изгледа имаме кратко паметење. На сите локални избори политичките партии од национално ниво ги воделе кампањите, може би не било вака трско и со таков интензитет. Еве додека ние овде дебатираме, премиерот Груевски е во Велес, шета по Велешките мала и води кампања за кандидатот за градоначалник. Од друга страна, кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН одбива да се соочи на дуел на било кој медиум. Значи, не е проблем што учествуваат, проблем е што тоа го прават во работно време, трошат државни ресурси, се закануваат, вршат притисок на земјоделците дека ќе им укинат субвенции, на корисниците на социјална помош дека ќе им ја укинат социјалната помош. Значи, имаме една неравноправна борба за локалните избори, особено тоа е евидентно на некои од националните медиуми според застапеноста во известувањето и во рекламирањето. Меѓутоа не ми беше тоа главната поента, се јавив за друго. Јас бев еден од учесниците во правењето на новата територијална организација во Македонија. Вие ја загатнавте малку таа тема. Јас мислам дека ние имаме сериозни проблеми во Македонија, прашање дали сакаме да си ги признаеме. Мора да признаеме дека ние живееме едни покрај други, не живееме се уште заедно така како што треба, дека имаме релативно ниско ниво на политичка култура и не многу висока демократска свест, ниски морални етички стандарди околу некои работи што се нормални или ненормални да се случуваат во општеството и затоа ни се случува тоа што ни се случува. Убави денови ќе има за Македонија тогаш кога на граѓаните на Кичево и на Струга воопшто нема да им биде важно дали ќе имаат градоначалник албанец или градоначалник македонец. Ним треба да им биде важно дали имаат добар, успешен градоначалник кој има добри визии, планира да направи добри проекти за да им го подобри квалитетот на живење и општината да дава квалитетни услуги. Коцевски, најдобри времиња ќе имаме кога топилницата во Велес ќе ја нема, а кога новиот охридски градоначалник ќе ја сноси политичката одговорност за иднината околу големиот проект за уништување на Охридското езеро. Доволно од вас, сега малку за нас, од кон вас. Горан, кој? Јас само сакав да кажам нешто околу односот на силите. Факт е дека телевизиите се уште се најмоćни во држава, така е 20 години, така е поставен системот многу давно, уште кога Чомовски беше главен одговорен уредник на македонската телевизија, како единствен медиум со сериозна моќ во тие времиња, 96-7 претходно македонското радио. Значи, и ние си имаме дел од одговорноста, да бидеме објективни. Меѓутоа, факт е што еден тренд кој што го занемеруваме, ако што се случува интензивно последниве години. Претходно господинот опозина кажа дека 90% од македонските граѓани се информираат од телевизиите. Од колку е стара ова бројка не знам, меѓутоа мислам дека е многу погрешна во моментов. Мала анализа лично ја правев, не е релевантна од научен аспект, меѓутоа е факт. Првите 15 ньюс портали во држава, значи што создаваат вести, креираат вести, најголем дел политички, имаат исто толку голем број на читатели колку што имаат првите 3 македонски телевизии во своите вести. Зборам за Сител, Канал 5 и МТВ. Значи можете сами да проверите, Алекса ви е на располагање. Дури некои денови имаат поголем број на читатели. Односот од прилика е 550 со 550 илјади гледачи кај телевизиите или читатели кај ньюс порталите.
се работи за еден страшен тренд кој што ние не го забележуваме и кој за мене ми дава оптимизам дека целиот овој систем кој што сега постои 20 години, набрзо ќе се урне. Единствен начин, тука со Секуловски согласувам, да се направи баланс помеѓу некакво независно професионално новинарство со она што сега го имаме, е да граѓаните повеќе почнат да се информираат од интернет, кој што се уште за среќа не е регулиран. За мене проблемот зошто на овие избори немаше баланс во информирањето, покрај тоа што условно речено едната коалиција немаше доволно средства можеби, е и тоа што не слушнавме доволно добри пораки во медиумите. Кога имате добра порака во јавноста, верувајте ми, не може никој да ја запре. Фејсбук во Македонија има над 1 милион и 75.000 корисници, од нив се 700.000 активни. Че тоа е најмоćниот медиум кој што функционира во државата. Ако ви имате добра порака, ако имате добра структура, верувајте ми, целиот овој систем кој што постои ќе биде комплетно нерелевантен. Само сосем кратко, ако може. Завршиме, па ќе ви дадем. Се надоврзувам на ова што Горан го кажа, ако во 70-тите години американските експерти се занимаваа со прашањето дали медиумите ги менуваат гласовите на бирачите, значи колку медиумите имаат делување врз променувањето на гласовите, денес сум сигурна дека медиумите, меѓутоа особено телевизијата, а не порталите, делуваат врз емоциите и се уште телевизијата е креатор на имиджот на политичарите. Затоа телевизијата е се уште фокусот на политичките партии, учесниците во одредени политички избори. А околу професионалното тебе известување улогата на телевизијата кон јавноста, а не кон политичките институции, ние во Македонија не можеме да зборуваме за голема традиција, заради тоа што свежи ни се сеќавањето од нашите почетоци. Ние сакаме искрено многу брзи и некакви резки промени, тоа не е можно. Јас слободно можам да заклучам дека телевизијата се уште ја учи својата улога во Македонија. Таа е распната помеѓу јавниот, комерцијалниот интерес и групниот интерес, односно интересот на општеството. Еве добра тема за луѓето од науката кои што можат и преку бројки, преку некакви параметри тоа да го мерат и да зборуваме за некакви промени, меѓутоа не онакви какви што ние посакуваме. Иначе кој не би посакувал демократски процеси, зашто на крајот на денот медиумите се лостот на демократијата. А каде се политичките интереси и интересите на јавноста, веројатно некаде помеѓу. Еве веднаш ме предупредува дека Канал 77 во 2 ќе има вести. Бидете трпеливи, почитувани слушачи. Јас не знам, веројатно вие и гледачи кои со ЕПП. Потоа ќе продолжиме уште колку, Весна? После 14:15 имаме време да продолжиме со дебатата. Не опфативме воопшто третата точка, доколку има интерес остануваме. Добро, во секој случај вестите, па да продолжиме понатаму. Иако мислам дека можете да ги скратите малку вестите. И друго,
Телеком Словенија, со која раководеше Бојан Дремелј. Под лупа се и тогашните инвестиции на компанијата во Македонија. Евра ќе се поддржат отварање нови или проширување на постојаните семејни бизниси во руралните средини. Поддршката на владата ќе се доделува за бизниси од областа на земјоделското производство, алтернативното земјоделско производство, занаетчиство, туризам и услужни дејности. Како што појасни на денешната пресконференција под паролот на владата Александар Ѓоргиев, средствата на владата ќе бидат наменети за покривање на 50% од инвестицијата за отварање или развој на семејни бизниси. Најмала инвестиција за која граѓаните ќе може побараат поддршка е во висина од 3000 евра, а владата ќе покрие половина или 1500 евра, а највисоката сума може да достигне до 300 до 400.000 евра, од кои половина како поддршка ќе ги обезбеди владата. За анимирање на граѓаните, владата подготвува кампања во која представници на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и Агенцијата за вработување на Република Македонија на терен ќе им објаснуваат во кои се сфери може да се добие поддршка и помош при изготвувањето на бизнис плановите. Завршија вестите на македонскиот радиосервис. Повеќе за настаните од Македонија и светот можете да прочитате и на kanal77.com.mk. До слушање. Временска прогноза. Времето во Македонија е променливо облачно со врнежи од дожд. Дува слаб умерен ветер од југоисточен правец кој долж поврдарието повремено се засилува. Дневната температура се движи во интервал од 9 до 16 степени Целзиусови. Продолжуваме со дебатата во мултимедијалниот центар во Штип. Колега Чомовски оди менели со заклучоците од сето ова, затоа што до 14:30 дебатата ќе може да се емитува на програмата на Канал 77. И ТВ-тера, да не ги забораваме, молим те. Добро, само да ме бидејќи заврши окупацијата политичко-партиска во 26 слики, сега се враќаме на медиумите. Повелете. Добар ден, јас сум Борис Цеков. Помислив дека и овде има дискриминација, меѓутоа сепак дојдов до микрофонот. Инаку се шегувам, мислам. Повод за овој мој, така да кажам, монолог е кампањата во Штип, инаку да кажам дека бев шеф на изборниот штаб на опозицијата. Таман мисля дека завршиме со политичкиве. Не, морам да кажам, бидејќи од Имате една минута и не ви давам повеќе ништо. Бидејќи све што сте имале да кажете, сте кажале пред електоратот, сега само оценете на нас. Баш тоа сакав да кажам, дека на 21 март лично упатив 6 прашања на кандидатот за градоначелник и тие 6 прашања не го видела денот, односно не излегува на виделина. И се прашувам до кога овој медиумски мрак, до кога овој страв прес држев, пресот не излезе никаде. Мислев дека тука тие 6 прашања ќе можам да ги кажам, барем да се слушне. Упатени беа до кандидатот за градоначелник од позицијата. Не сте воделе добра кампања, бидејќи ја да бев на ваше место, ќе застанев на некој мост пред Брегалница и ќе се давев ако не дојдеа медиумите и така ќе предизвикам внимание. Не, дојдоа медиумите. Ви благодарам, продолжуваме со дебата. Ива, Сепак сум дискриминиран и овде. Останете дискриминиран, благодарам многу. Ива, Лирим и завршуваме прилики. Очекував, извини Иване, очекував дека колегиве помлади ќе бидат по-агресивни, ама очигледно дека ние сме по-логореични. Добро? Ајде Лирим, повеќе. Дај ми завршница на оваа кампања меѓу етнизација и говор на омраз. Па, не знам што друго да кажам на крај, освен тоа што ми беше драго што денеска присуствував на оваа дебата и што се покрена многу теми. Очигледно постојат многу проблеми, но се надевам дека
освен што ќе плачеме и ќе кукаме, некој ќе се сети некојаш да седнеме, да не собере за да најдеме излез од многу вакви да најдеме решенија за сите овие проблеми што ги спомнавме денес. Благодарам. Медиумската кампања, да заклучиме дека беше без традиционалните медиуми, без можност за слобода на изразување, без слобода на медиуми генерално. Јас им благодарам на организаторите на МИМ на ОПСЕ за поканата и за оваа дебата. Се надевам дека сите го продолжуваме патот по кој заедно со Никола Младенов тргнавме во слободно, автономно, ќе ри кажам независно, иако мојот драг колега Чомовски вели не постои независно новинарство, постои новинарство независно од притисоци, од политички притисоци и од бизнис притисоци. Ние се бориме, борбата продолжува. Добро, Иван повели? Иван, ако може, да. А можеш и тука да те гледаме? Јас само една дилема да не остане со господин Момировски. Знаете го, бардо на хрватското новинарство, Горан Милич, кога одеше во пензија, даде интервју за Глобус и таму рече: кога го водам дневникот, наредниот ден се качувам во трамвај или во автобус и слушам дали загребчани говорат за некој прилог кој бил во мојот дневник. Ако не говорат, ја не сум ја направил добар дневник. Никаде не слушам. Денес, кога ќе излезам во Штип, дека некој говори дека примил некоја вест преку интернет. Сите говорат што гледали синоќа на телевизија, а потоа што читале во вестниците. Не го кажам ова за да правим некои, не знам, дебати на оваа тема, него дека за одговорноста станува збор. Ние тој збор го во медиумите сосем заборавивме. И мене ми е тука големата болка, затоа што гледам голем број млади луѓе, кои што дали се заблудени или не ги знаат добро сите позиции во кои што денес функционира нашето новинарство. Јас ќе ви потврдам, Чомовски, вие сте постар новинар, правото новинарство беше во еден друг систем, во едни други околности. Да се вратиме на оно што го поставивте како тема, да си го вратиме новинарството на правите патики, тоа е основата. Не. За се си согласувам, освен за тоа дека Чомовски е стар. Јас сум само сериозно возрасен. Инаку, ја не сум Горан Милич и не водам вести, ама многу често бидејќи ми ја направија маскара аутото, не сум во теорија на заговор дека е тоа свесно, и се шетам и патувам со автобус. Нема граѓанин кој не ме прашал, кој ќе победи? Мојот единствен одговор е вие. Има ли уште некој? Да, повелете. Многу сакам кога дамите завршува. Јас сум Кристина Серафимовска, ќе зборувам од позиција на граѓанин. Значи, од секогаш ме интересирало ова прашање, многу актуелно за состојбата на медиумите. Лично сметам, еве како граѓанин, каде лежи проблемот. Одговорноста за секој, се што му се случува, најпрво треба да ја бараме кај себе. Значи, така постапувам јас, сметам дека така треба да постапуваат и во случајот медиумите. Еве да ги погледнеме, значи, познатите стратегии за манипулација преку медиуми од Чомски. Тоа е стратегија за пренасочување на внимание, создавање на проблеми, будење на емоции, глорификација на глупости и слично. Значи, што може да забележим? Јас како граѓанин забележувам општо, значи, за сите медиуми во Македонија, дека овие стратегии се доведени до совршенство. Значи, ова се стратегии за манипулација. Јас како граѓанин се чувствувам манипулиран. Значи, не известена, туку манипулиран. Секоја информација што ќе ја слушнам, веќе сум параноична и ја проверувам на друг начин. Или е преувеличена, или е обоена, или е маргинализирана. Каде лежи проблемот? Сметам дека медиумите делуваат на едно ниво надвор од дозволеното, односно надвор од нивото на задачата, кое што има и со тоа преземаат поголема одговорност од потребното. И затоа е природно да се соочуваат со притисоци.
Бидејќи со самото тоа што излегуваат од своето полење на действување, значи навлегуваат во нечие туѓо. Оттаму произлегуваат и ограничувањата. Овде лежи проблемот и со господинот Момировски во врска со известувањата и предизвикувањето на немири. Значи, каде е одговорност? Ако вие, значи, граѓаните треба да бидат известени, со тоа се сложувам, јас како граѓанин сакам да знам што се случува, меѓутоа, ако неутрално и независно ја пренесете информацијата, мислам дека тука нема да има проблем. Но, ако во квантитет и во квалитет ја обоите, значи ја пренесувате во ударни термини, ја пренесувате неколку пати на ден за некое насилство кој што се случило и при тоа интонација, нели, лични ставови вмешувате, тука веќе проблемот е голем и последиците ги знаеме сите. Може да пример? Па, пример... 6 лица претепа младо момче во општина Чаир. Добро. Тоа е била неутралниот пристап кон веста. Добро. Автоматски се подразбира дека детето претепано таму е македонче, Ние... а во вистинската вест не е така. Не разбирате колку сложени механизми има Точно. при известувањето. Баш поради тоа, значи, мора да внимавате и да делувате на нивото на кое што ви е доделено. Значи, нивото мора да го запазувате, одговорноста е преголема. Токму тоа беше мојата забелешка. Добро, јас со двете раце го подпишувам овој исказ, освен со една задршка да го прочитате 10-то правило на Ноам Чомски, кој вели дека на крај се сведува дека сите почнуваме да веруваме во тоа што ни се пласира. И тоа е веќе политичко-медиумска параноја. Тоа е најопасниот дел на манипулацијата. Дали има уште некој од помладата генерација, освен овие возрастни овде што водат? Секоја дама е млада по дефолт. Нема. Анета, повели, твоите минути. Доколку сакате, секако можеме да продолжиме и понатаму. Ако не, тогаш тука би бил крајот на оваа дебата, медиумите и изборите. Јас ќе кажам благодарам до сите вас што сте овде, но и благодарам до сите оние што не следеа на фреквенциите на канал 77. Поздрав од мултимедијалниот центар во Штип.